Вечерва на полноќ завршува кампањата на кандидатите за градоначалници на општините на град Скопје, кои не добија победник со мнозинство гласови по првиот изборен круг. Скопјани ќе гласаат за градоначалник на Скопје, а ќе се избираат и општински градоначалници во Аеродром, Центар, Карпош и Шуто-Оризари. Од околните општини во првиот круг не се избра градоначалник и на Чучер Сандево. За град Скопје ќе се гласа за кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски, а против кандидат е членот на Левица Амар Мециновиќ. Во Аеродром гласачите ќе одлучуваат помеѓу Дејан Митески од ВМРО ДПМН и Александар Трајановски од СДСМ. Во центар на гласачко ливче ќе се Горан Герасимовски од СДСМ и Мирослав Лабудовиќ од ЗНАМ, а во Карпош нов градоначалник ќе биде или Сотир Лукровски од ВМРО ДПМН или досегашниот Стефчо Јакимовски од ГРОМ. ВМРО ДПМН ќе има можност да добие градоначалник и во Шуто-Оризари, но под услов нивниот кандидат Ерџин Демир да освои повеќе гласови од актуелниот градоначалник Курто Дудуш. Во Чучер Сандево ќе се избира помеѓу Зоран Бајовски од ВМРО ДПМН и Сашко Комненовиќ од СДСМ. Кои од наведените кандидати ќе станат градоначалници, ќе кажат скопјани преку вториот изборен круг во недела. Се формира новиот совет на град Скопје. Пред новоизбраните советници стои сериозна работа, да го управат градот кој кризира во многу области. На Скопје ќе му треба посветеност и исполнетост од 45-те советници кои ја добија довербата од скопјани. Ќе биде ли така, останува да покаже времето. Првите сигнали од 6 новоизбрани советници од ДУИ, кои одбија да ги примат уверенијата за новиот состав оти не биле двојазични, не охрабруваат многу, но другите советници ветуваат дека ќе се посветат на работата која ги чека. Сепак останува да им се даде првиот совет. Немојте да бидете нефункционални како минатиот состав. Свежи се сеќавањата на многуте блокирања, на јавните кавги на председавачот и градоначалничката и за многуте нереализирани ветувања. Инаку во новиот совет ВМРО ДПМН има 18 советници, по 6 советници имаат Левица, Вреди и ДУИ, а СДСМ има 5 советници. По еден советник имаат коалицијата Искуство за успех, партијата ЗНАМ и граѓанските листи на Независни заедно и Зелен хуман град. Условна казна затвор од 2 години му изрече денеска Скопскиот суд на второобвинетиот Реџеп Нуредини врз основа на признание на вина за нападот врз градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска во јуни годинава во Чаир. Предходно на почетокот на септември годинава, судот го осуди на казна затвор од 2 години и првообвинетиот Сулејман Љамалари. За подсетување, Арсовска како градоначалничка на град Скопје на 11 јули годинава беше нападната при увид на дивоградба во општина Чаир. Откриена е голема кражба на електрична енергија во центарот на Скопје, каде што хотел со 4 ѕвезди на улицата Луј Пастер бил нелегално приклучен во електромрежата. Од електродистрибуција објавија дека при редовна техничка контрола во станбена зграда која се наоѓа до хотелот, нивните екипи пронашле 3 нелегални и изгорени кабли, кои поради преголема оптовареност представувале сериозен ризик од пожар. Каблите веднаш биле исклучени за да се спречи можен инцидент. Но по дополнителната контрола, екипи утврдија дека хотелот повторно бил приклучен на еден од нелегалните кабли. Случајот е целосно документиран и против сопственикот е поднесена кривична пријава. Синоќа е уапсен 59 годишен скопјанец кој 2 дена предходно прегазил 11 годишно девојче на улицата Перо Наков во Скопје, пошто побегнал од местото на настанот. Девојчето со тешки телесни повреди беше пренесено во клиничкиот центар Мајка Тереза, каде е укажана лекарска помош и се наоѓа надвор од животна опасност. Полицијата по интензивна потрага го пронашла возачот и возилото, а по наредба на јавен обвинител тој е задржан во станица и против него ќе биде поднесена кривична пријава. Синоќа околу 20 часот и 35 минути, полициски службеници од СВР Скопје по предходно добиени оперативни информации сопреле возило Рено Меган со скопски регистарски ознаки, управувано од 37 годишен скопјанец. При извршен претрес на возилото му нашле 100 куршуми. Скопјанецот е приведен и како што соопшти од МВР, по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок.
Фестивалот на регионални театри Рута вечерва ќе биде затворен со гостување на Сараевскиот градски театар Сартар со представата За цел живот во режија на Јасенко Пашиć. Со ова завршува уште едно издание на фестивалот од театри од градовите на поранешна Југославија. Рута и годинава го збогати театарскиот живот во Скопје со представи од целиот регион, исполнети со емоција, хумор и длабоки човечки приказни. Во рамки на 25-тото издание на есенски музички свечености, вечерва од 20 часот во Музеот на македонската борба ќе се одржи концерт на женскиот хор Фрида од Македонија, насловен Фрида музикотерапија. Аматерскиот женски хор Фрида е формиран во октомври 2023 година од Сузана Турунџиева, вокален солист и музички педагог.